Со бруталните напади, обвинувања, етикетирања и критики кон новинарите на Алфа и телевизијата воопшто, Венко Филипче не врши само навреда и клевета, туку и кривични дела за кои законот предвидел затворска казна. Од оневозможување на службено лице во вршењето на својата должност, преку лажно пријавување, па се до омаловажување. Експертите велат дека за само неколку минути со својот рафален напад кон Алфа, Филипче изнел толку тешки квалификации што нема суд што не би го осудил за низа дела. Едно од посериозните за кое е предвидена затворска казна до 6 месеци е омаловажување преку обвинување за незаконско дејствие. Он вас ве прави како некаква си режимска телевизија како од времето на Чаушеску, што е недозволиво. Прво, менталната хигиена и домашна култура, јас себе си не би си дозволил такви термини во минато време да употребам. Тоа е една работа и секако дека постои граѓанска, зборам, одговорност за клевета и за навреда, а јас сум прилично сигурен дека тоа е постои кривично дело омаловажување со префрлање на кривично дело. Освен што ја навредува, клевети и омаловажува телевизијата, Дуковски вели дека кривичната пријава против Алфа е чист популизам, бидејќи правниот тим на СДСМ не само што не покажал докази, туку и ја утнал институцијата во која треба да поднесат пријава. Барем до толку треба некој, нели имаат правни тимови таму. Па од тие правни тимови беа истакнати правници, па беа членови и председатели на судски совет. Па треба некој да му каже, ако е перење пари, дека перење пари е надлежно согласно законот за јавно обвинителство и надлежно обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, а не да се сликате пред основното обвинителство каде што се гонат џепни кражби на пазарот. Навредите и клеветите на Филипче ги осудија сите новинарски здруженија и Агенцијата за медиуми. Македонската асоциација на новинари побара институциите на одложно да ги заштитат медиумските работници, бидејќи тие се изложени на континуирани и сериозни закани од СДСМ и нејзини функционери. Од асоциацијата потсетија дека согласно членовите 382 и 383 од Кривичниот законник, заканите кон новинар, снимател или друг медиумски работник при извршување на професионални задачи се третираат како напад врз службено лице. Последниот напад кон Алфа од викендот не се случува првпат. Во време на владењето на СДСМ, нашиот медиум беше повторно под напад од социјалдемократите и беше предмет на секојдневни инспекции и проверки, а не беше пронајдена ниту утврдена ни една нерегуларност.